Почитувани, добар ви ден и добре дојавте во најновото издание на емисијата Класија. Во денешната емисија ќе зборуваме за овчарството. Некогаш пред повеќе години, па и децении, Македонија беше препознатлива по овчарството. Имено во Македонија во тие убави години имало и до 2 милиони овци, што за жал денес не е така. Состојбите се сосема поинакви, а за да видиме што се случува на терен, ние посетивме две бачила. Едното бачило во Штипско Драгоево, а другото бачило е во близина на градот Радовиш. Таму разговаравме со сточарите и тие ни раскажаа што се случува на терен. Следете не во наредниве 30 на минути. Етногеографска Македонија со векови била препознаена како аграрна земја, иако процесите во земјоделството и сточарството главно се одвивале на примитивен начин. Република Македонија во рамките на поранешната југословенска држава, според апсолутните бројки на целокупниот сточен фонд, предничела во однос на другите републики. Ова највпечатливо било во овчарството. Имала најмногу овци по глава на жител. При осамостојувањето, нивниот број бил речиси идентичен со бројот на населението, околу 2 милиони. Попатно за 30 на години со погрешни политики ги изгубивме 1 милион и 700 илјади овци и сега бројките се движат едва околу 300 илјади. Само за споредба, Србија во последниве 10 години бројот на овци од 100 илјади го зголеми на 2 милиони. Значи, ако се сака, се може. Кај нас, за жал, трговците се тие што ги креираат политиките и во земјоделството и во сточарството. Таков е случајот и денес во екот на откупот на јагнињата, каде што сточарите се оставени на милоста на трговците, кланиците, кои што ја одредуваат цената. А кога е нивниот интерес во прашање, тука нема милост. За тоа како течеле преговорите со кланичарите на почетокот на месецов, но и за активностите што им предстојат, разговаравме со председателот на Сојузот на одгледувачи на овци, модерен овчар, Насер Джемаили, кој што е и сточар, чие што стадо во моментов е во близина на селото Драгоево, каде што бевме во посета на фармата и бачилото. Ние баш иницииравме тој состанок со присуство на министерот и кланичарите, но за жал беа присутни само две кланици во државата, што се извозници. И немавме некој договор, но сега ќе имаме уште една средба за да видиме дали ќе можеме да стигнеме на некој заклучоци. Ние не бараме од нив да ни направат кој зна што. За сточарите најубаво да знаат цената која ќе биде и да биде иста цена од почеток на откупот до крај, пошто има многу манипулации од трговците и затоа сепак проблемот е кај сточарите, не може да го продават како што треба. Добро, еве, моментално, со која е онаа цена што ја нудат трговците? Ја вчера слушнав дека почнал откупот и многу ниска е, 250 денари за килограм. Прифатливо би било за сите сточари да е 300 денари, да речеме, најминималната. Пошто сите се покачија трошоците, цените, работниците, све. Само откупот на јагнешкото остана истата и нема откуп секогаш, тоа е проблем. Добро, Насер, еве се ближат и великденските празници, претпоставувам дека во тој период, односно пред Великден, би одело нешто јагне и за извоз. Има големи количини на јагне моментално кај нас? Има многу, но проблемот е пошто и многу се продава на црно. Баш заради ниската цена. Управо се сточарите, пошто нормално се труди да го хранат, трошоци имат и гледат што поскапа да го продават. Проблемот не е денешен, секогаш бил така. Лани имавме исто
бевме задолжително да ги кланиме у кланица за да добиеме субвенции. Но неколку сточари решија да ги продават на црно, да го покријат и тоа што земат субвенции што не е мала, 2000 денара по горло. Имавме и многу проблем со тој закон, каде што ги изгубија многу сточари ги изгубија субвенции. И колку проценти од јагнето треба да продајате во кланица? Ова година 26-та е 30% или млеко, 500 литра млеко. Така е. Реално да има добра цена на јагнешкото, ние сами ќе баравме да биде 50% укланично, но нема. Тука е проблемот и затоа Сојузот свикна состанок со министерот и со кланиците да има некоја цена убава и више да влагаме у ред и да знаеме што правиме понатаму другите години. Ја би искористил ова прилика во вашата телевизија да апелирам да најдат некој можност, верам, овие проблемите што се знам дека не може да се коригират од претходната година, но да се обештетат некако сточарите, пошто у голема криза е, динар немат земано, само сточарите. Гледаме сега плаќат на лозари, на сите други гранки, само кај сточарите нема никаква плаќање на субвенции. Ако не ни се плаќат останатите субвенции и ова година, више 25-та година, по 3000 по горло, ние више не можеме да преживеме. Тоа е проблем. Председател сте на Сојузот на одгледувачи на овци. Веројатно за годинава веќе имате своји планови, своја програма. Кои се предстојните планови? Да, више овој Сојуз е, јас сум петиот председател со ред, формиран е од 1995. Имаме планови. Во светот сите се организират више со сојузи, со задруги и ние идеме на тој правец. Имаме добри планови да го развиеме сојузот и да функционираме како сојуз, да ги представиме сите здруженија сточари со сојузот. Значи, како сојуз сме единствените што преговараме за законите на делот на овчарството и преговараме за програмите, но за жал не ни се слуша, не ни се признат ни едно барање од тие што сме барале. Тоа е. Ајде да се надеваме дека во блиска иднина ќе се исполнат вашиве барања и ќе продолжите со она што го работите и во иднина. Види, сточарството више оди на уништување. Да бидеме реални, имаме големи проблеми со работници. Државата нема внимање на овој сектор. Ние сме барале, ја лично сум барал од труд за социјала да земам работници, нема. А да идеш да гледаш таму колку се пријавени за оваа гранка, многу се. И тука пак е државен проблем. Ние како држава сме биле познати за овчарство. На времето сме имале 2 милиони пол овци, сега имаме околу 250.000. И тоа да видиме пописот која ќе се прави година. Со нас беше и Моме Младеновски од Министерството за земјоделство, кој што на сточарите им даваше договори за собирање податоци за одгледување на праменката согласно одгледувачката програма 2025-2035. Мумин не беше расположен многу да зборува пред камера, но сепак ни кажа што најмногу го мачи. Што ти е најнеопходно овде за тралот? Овај трlo сакам за Австрија да бидам. Аха. Секаде. Сакам вода имам, не може да го извадам вода. Немам Австрија. Така. А не го дал.
А дес- Сакам куке да правам за 4 синима. Сакам еден куке да го правам и 2 соба, не го дал. И тие ме работат. Кажи ми е вака вас сега за сточариве конкретно. Што е она што ви е најнеопходно, например? Што треба да направи? Не само за тебе. Што треба држава да направи за вас? Што е најпотребно? Што работим, по тие да го платим. Што работим? Така. Тутуну работим. Стокаче чувам. Сакам да го платим. Така. По тие работи сакам на државата. Еве ти јагне продадовте вие јагне. Продадеш. И 280 продадесмо едва од нова година. Сега и 250 динара кажува. Тем не го зима. Моментално. Имам стасена јагна и ретко има 50 или колку, по тие не може да ја јавувам на Иштип тај купувачо, не доваѓа, нема. нема веројатно пласман и тој. Да, нема. Е добро, која би била рентабилна цена, еве со која би бил ти задоволен, например, на јагнето? 300 денари, мислиш дека е доволно? Добро. Ако дава тие, фала. Така. Баре тие да, малку тие, ама баре 300 динара да биде јагна. Он Во може таква- нема да дава 300 динара, ама јас барам 300 динара да биде. Така. Да плаќа си нешто. Не си плаќа за така е Во таква ситуација сметаш дека може и да го зголемуваш стадото? Ќе чуваш повеќе овци? Јас сакам да правам колку имам од главата, толку сакам да го правам. Јас имам план колку да правам, ама не можам. На пата ора, на пашата ора, дека мај кажува. Еве овде кога си долу, значи во Радовишково поле, гледам овде и ниви што се работат, Да. ама има и добар дел што не се работат. Многу место има не се работа. Таму си ги пасите овците? Таму, да, Значи место за паша има, доволно? има. Ама летота не. Имам проблем малку, така? Има. Ти кажеш што? Има проблем во патора. Аха. Земјодело за пато. Ако е пато 10 метри, 6 метри широко, пато само трактор останува. На мегите ора. Ќе остава 3 метра колку да поминува. Нема 3 метри, само трактор помини. Човек нема да помини. А со храна како се снаоѓаш? Враната од сега, колку стаси во моите, а ако не стаси, купува. Аха. Да. Колку е хранава сега? 14 динара купише. 14? Да. Летото зема. Така. Сега, не знам колку, сега скоро немам земана. А добар дел сам си произведуваш? Сам. А добро. Имаш собствен имот овдека, кај што си садиш? Има, а нема преврте овие панери имам ја горе. Аха. Никој не помага, а некои газдите помагат, на мене никој не помага. Јас те бара, тражизм, никој не помага. Јас купи овие, а кога има сонцето, извадиме водата. Ја имам Так. утиена вода. На колку метра Имам излезе вода? 25 метра има. Па добро, не е многу. Толку, ама сега не се извади. Да. Агрегат купи се, тоа агрегат извадам водата. Ја агрегатот таму. Значи главен проблем тебе овде ти е струјата. Пустијат. И сакам кукета да го правим, ова има темни се мој ниво овие. Колку гледаш, ја ти го нивата тук. Да. Имам се, не го дава да го правим по и 2 соба, повеќе не го сакам. А добро, може Ја некоја сакам монтаж повеќе. на куќа. Јас сакам повеќе да го правим. Ама не го дават, јас молим и 2 соба да го правиме. На сите сино, едната тука, едната, ја зади имам ниве. И тамо и 2, Така. и 7 души не се живија за еден куќ. Значи немате доволно услови, нема простор. Нема, доволно услови нема. А синовиве имаш некој женети или немаш? Едно има жени. Аха. Ја понуков прескани доди. Така. Тај, маката овај, да донесем тие човечите, дали ќе го газите овај кало, некаде фидавато.
колку го продавате сирењево сега? 600 dinara продавам. Отворено кажувам ја, Така. 600 dinara, кој сака? Така. Ако давам поевтини, нема мич печал. Така. Така е, брат. А слушнете сега колку би заработувал овчар доколку би бил ангажиран во овој регион со платено сместување и храна. А добро, колку се движи плата за овчар сега овде? Овчар оде успу само 10.000 евра. Така ми кажу. Како 10.000 евра? 10.000 евра? Годишно. Не, 6 месец. 6 месеца 10.000. Да, 10.000 да, точно е. Точно. То, 2000 евра месечно. мој децата не оде сега, ама Аха. слушам на Да. народот, човеците, Така. колку? Да, За да. 6 месеци, значи, овчар да работи, да заработува 10.000 евра, 6 месец. 6 месеци. Да. А платено храна има, така? Храна му даваат, плюс Се. и сместување. Се. Чизме, опрама се дава, газда. А, Так. све, да. Значи да, за да. 6 месеци има чисти 10.000 евра. 10, чисто 10.000 евра. Може некој има повеќе. Да. Ама јас точно знам, Мгм. ден да го лажим. Така. Да, А да. на 10.000 евра на доле не може. Со Младеновски, кој што е и председател на земјоделската задруга Овчеполка Праменка, разговаравме за интересот за одгледување на оваа овца, како и општо за состојбите во овчарството кај нас. Последно време некако почнаме 20 години веќе помина. Мгм. Интересот се зголеми благодарение нели на поддршката. Прво бешиме нели контрола на производни својства, да спомнеме имаме донесено од Советот за овчарство одгледувачка програма за 10 години, 35-та година. До сега кај овие членови, овој нов член Мумин тука е прв пат се нели наоѓаме кај него. У Радовишки регион имаме негде околу 25 члена, значи ова околината на Радовиш, значи селава. Скоро сите имаме доста млади луѓе кои имаат веќе за наследување. Едино малце што имаме проблем со условите на одгледување на овци. Луѓево се послушни овдека, доаѓаат нели екипиве, зимаат 3 пати млеко проби, мерат млеко, го тестираме. Овчеполкава одговара на овој регион, значи тука е многу добро, исто и во полето и во планините. Само малце еве условите не се средени. Патната инфраструктура, струја нема, фармиве се гледат каква е храна, нема кај да се смести. Значи тоа е основен проблем што имаме проблем, еве гледате дека ѓубриња на сите страни се, малце уредување. Ние како организација нема само што работиме на селекција на овциве, чиста праменка, ова стадо негде околу 90% е чисто овчеполска праменка. Сега за 2-3 години планираме да ги очистиме сите да бидат исклучиво овчеполска праменка. Млечноста ја тестираме. Сега веќе имаме една група на овци од 8000 праменки овчеполки, негде 2000 овци се скоро над литар. Значи дневна млечно збориме, над литар, имаме намозење по 800-900 грама, што значи литар и пол. Водиме за тие овци, ќе водиме детална евиденција, значи ќе ги одвоиме тие, не знам тука колку имаме во системот, нели во база на податоци, тој дел и водиме кон ова овчеполкава да дојдеме некаде од литар и пол до 2 литра дневна млечно. Со ова одгледувачка програма што ја спомнавме, треба да работиме на промоција на јагнето, потрошуваш да се информира дека нашево е млечно јагне, ние имаме конкуренција од јагниња што доаѓаат од Романија, од Грција. Тука имаме големи проблеми што тие јагниња буквално јадат концентрати и млеко управне или вештачки мајки, али нашата борба е да докажеме дека нашево цица мајчино млеко. Сега тоа го работиме, направиме заштита со географска одредница, тестиравме све, вкус, се сме провериле, едино не останува маркетинг сега и промоција на јагнево. Така да јас се надам дека ќе успееме и овој дел со јагнето, иначе што се однесува до млечноста на ова е многу млечна овца. Значи, ако условите ги овозможиме малце да средиме, еве Хрватска сега скоро бевме, имаш благосостојба по квадрат секоја овца, значи средено, убави штали.
Другата работа е исхраната, план за исхрана. Се знае јагнето колку да јаде, овцата колку, кога е јагна колку, овенот се евидентира, значи овците дупло се бележат, не може да греши. Ние сега имаме проблем, кога паднат ушните маркици, сме евидентирале овци што дават по литар дневно, ќе дојдеме друг пат, не знаеме кој се паднале, ветеринарите ставиле други маркици. И сега тука е голем проблем, бараме еве начин да најдеме дупло бележење, овие официјалниве, уште да ставиме по една маркица, за да не можеме бар тиуматичените овци да ги имаме во евиденција. Оти во генетиката се знае, еден овен иде со 30 овци, 20 овци, ако е овенот лош, одма млечноста наредната сезона ни паѓа 50-70%. Момент, покрај сето ова што го спомна како проблем, главно реакцијата на сточарите дека лошата инфраструктура, значи пристапни патишта до самите бачила, потоа немање струја, немање вода. Има ли државата начин како тоа да го реши? Еве, вие барате ли од институциите, практично тоа е сериозен проблем за сточарите? Види, бараме и државата, министерството помага, даде дополнителни субвенции за овчеполска праменка, даде дополнителни за шарпланинската и за каракачанката, пошто тие се позагрозени, таму имаме дури по 7.000 денари по овца, уматичена збориме, тука е 800 денара по овца, плюс другите субвенции. Значи, сега работиме на програма развојна модернизација на овчарството. Сега тоа е прашањето од кај пари да најдеме. Бараме и од влада и од министерство, бараме и од меѓународни извори. Јас се надам дека ќе се развие нели македонско овчарство. Еве разговаравме за пожарите пред некој ден. Овците кај што ги имаме нема пожари. Тревата е спасена, шумата чиста, се спасуваме. Правим некоја анализа, само за 1 хектар гасење ни требат од 1000 до 2000 евра трошок. А баш кај што природата се уништува, така да мислам дека како држава еден ден ќе посветиме поголемо. И сега се посветува, не дека не, ама треба многу поголемо внимание. Македонија овчарска земја, библиска, која милиони години, да не речам милиони илјадници, сме чувале овци, тие овци не хранеле, не одржувале. Сега дојдоме од икс причини дека еве овчарството стана една од најзагрозените гранки, што покрај многу давање, нели, да речеме во можности на држава, сепак не е доволно, еве ги слушате и секој ден од гледувачиве и по телефон, значи тој дел мора некако да се најде решение. Иначе што се однесува до Македонија, ние ги спасиме македонскиве раси, еве, благодарение на факултетот, на Министерството за земјоделство, донесовме закон, нели државата донесе правилници, одгледувачки програми. Програмава е сега борбата е што повеќе пари да се инвестира и многу е битно, еве, слушате и вие цел ден што работиме дека треба образование на луѓе. Треба редовно образование и во молзење, во исхрана, секаде. Бееме, еве, кај да одиме, сегде има школи за одгледувачи на овци, за жени, за деца, за све. Сега тој дел го работиме. Брендирање на сирење, брендирање на јагнешкото месо, кашкавалот го враќаме, значи и образование на луѓе. Без технологија образование не може да ги постигнеме целите. Сега, зборуваме, значи, образование, значи треба едукација за сточарите во секој случај, треба да знаат да си ја вршат работата, меѓутоа, во некој претходен период ми спомнавте дека модернизацијата е неопходна на фармите, што подразбира набавка на опрема. Значи, за мандрите треба да има опрема, онаму каде што ќе се подготвува сирењето. Како стојат работите на тој план? Па види, ние имаме неколку проекти, посебно од Европска унија, што набавиме негде од овие 50 члена, набавиме опрема за 10 фарми. Тие се опремени со Росва најмодерна опрема. Значи, набавиме овие GPS системи, исто фарми ги снабдиме. Сега слушам дека во магла, во дожд, луѓе во ресно ги наоѓаат, ризиците ги намаливме од губење на овци едно друго. Вршиме едукација сега за заразниве болести. Не дај Боже, најопасни се заразниве болести, правиме извештај едно друго во тој дел. И сега бараме од, нели, ако најдеме некој проект, да направиме комбинација меѓу одржување на природата и овчарството.
да го модернизираме со модерни современи штали како што постојат, со музилишта, опрема и на крај Сирењево, еве сега со Хрватска што разговаравме на пак бевме, да направиме еден заеднички магазин за да може да извезуваме сирење. Тоа ни е сега целта, не знам, за година, 2-3 ако стигнеме, и чистота на раса. Значи, еве и со факултетот така сме договорени, инспекторатот државен, значи мора оваа раса очеполска праменка, каракачанска, така посебна и ова да бидат чисти. Тоа еве да спомнам дека лаконот сега има цена еден овен до 3 до 5.000 евра, треба да чекаш, звиските со околу 400-500 евра, не може ни да ги увеземе ради болести, асафот исто е. Значи ние имаме шанса, овие наши македонски, посебно овчеполскава праменка, да ја направиме една добра и во селекција одиме на млечност. Затоа што сирењето, еве и слушате, од јагнето скоро никој не е задоволен од цената, а за сирењево немаме поплати. Колку оди сирењето? Сирењето просек оди од 10 до 12 евра, меѓу 600 и 700, кој послаб квалитет оди нормално и поевтино, али борбата луѓето нема кај да го чуваат. Тоа е нашата цел, да го собереме професионални луѓе, да чистат сирењето, да го перат, да го одржуваат, температура иста, да биде влага, да биде, за да можеме и да контролираме безбедност, да не се умерисува, нели да стане штетно по човекот, така да успеаме тој дел да го заштитиме, да правиме убаво сирење, или доста фарми од овие 50, еве некој нема услови у летно време да прави затоа што се високи температури. Тој ќе го направи, после кој да го носи, кај да го чува, нема магазин добар, не може одма врие, тоа се расипува. И луѓе мора да дават, нели, млеко негде. Еве овој сега што сме нова фарма, го слушнаме дека дава млеко 75 денари го плаќале, значи тоа не е добра цена, ама сепак е подобро од 60 денари. Така. Каква е моментално состојбата со субвенциите и кога им е потребно на сточарите да ги добиваат? Види, ја што ги слушам, нели, што правиме анкети, ние стално имаме соработка, нели, со Министерството разговараме стално. И ова што најпотребно е во сезоната, да речеме. Еве, сега во овчарство, ако тргнеме, значи март е најидеален период да се добијат субвенции. Пред жетва тие што се за жетва се добијат, за да може да оставиш жито. Сега да оставиш јагне. Март се продаваат јагнињата, ако имаш пари нема да ги продадеш, најубавите јагниња. Што се случува? Немаш доволно пари, ги продаваш најголемите, најубавите јагниња, оставаш карта, значи. Затоа е битно у земјоделството и производство на храна имаме биолошки круг на вртење. Тоа е битно, ние сојуз, нели, имаме на овчари, преговараме, даваме, нели, овие потребни информации, све што треба, и ја мислам дека ако сакаме развој, треба, нели, докторот добро да го слуша пациентот. Ако го разбери, го чуе, го реши проблемот, работите ќе тргнат нагло напред. Посебно мене загрижува што работам, што немаме веќе наследство на фарми. Јас се ги пратам сите, значи, ако немате наследство на една фарма, веќе тука нема бизнис. Луѓето не се заинтересирани, мотивирани да инвестираат. Ако имаш пари, ако имаш модернизација, го пратиш светскиот тренд, децата сака да останат на фармата, ти инвестираш, имаш мотив и бизнисот оди. Правиме математика, ако инвестираме, пример, еве, негде околу 50 милиона евра за 5 години, ние бруто производот фактички го намалуваме секоја година дефицитот по 10%. Тоа не е мала работа. Имаш вработување на луѓе, користење на природни ресурси, имаш извоз на јагнешко месо, мала конкуренција голема, ама ние имаме традиција, искуство во тоа. И квалитет. И квалитет имаме. Тука ние сирењето кое нема граници ако го стандардизираме. Сирењево носеме Бугарија, овамо 20 евра, 30 евра кило сирење. Само ни треба добра организација и технологијаме. Опрема ни треба и организација. И добар маркетинг. Маркетинг, види, секоја убава мома си се продава сама. Ако е квалитетот добар, лесно оди. Еден пробува, 100 души сега знаат на Вибер или на Фейсбук. Така. Немаш многу, само ако кажат убаво сирење продава некој, одма се продава, значи. Откако завршивме со нашата работа, Мумин не покани во неговиот скромен дом
да сме го пробале сирењето за кое што главен мајстор е неговата сопруга. Покрај сирењето ни го принесоа и нивниот специјалитет – овча саздрма. Од вкусно, повкусно. Секоја чест добри домаќини и добри луѓе. И ете, на овие добри луѓе, домаќини, им е потребна само мала поддршка од државата, потоа поддршка и од трговците, во случајот кланичарите, меѓутоа и поддршка и од нас, купувачите. Би требало да ги конзумираме што повеќе нивните производи, бидејќи велиме дека домашното си е домашно, а домашното е најдобро и највкусно. Ете со оваа порака ја завршуваме денешната емисија. Имајте пријатен ден.